Добар ден, почитувани гледачи, и добродојдовте во нашиот денешен подкаст во кој што ќе зборуваме за една доста актуелна тема, а тоа е психолошката поддршка на лицата кои што боледуваат од мултиплекс склероза. Во нашиот денешен подкаст гостин е господја Наташа Митровска, која што е лиценциран психолог од Психолошката асоциација и здружение Концепција. Господја Наташа, накратко да кажеме, што е мултиплекс склерозата, тоа е едно автоимуно заболување кое што го таргетира најчесто нервниот систем, со тоа што дава и низа на симптоми кои што се и манифестации кои што се и физички, меѓутоа може да бидат и ментални, а секако сето тоа како заболување има ефект и врз психолошкото здравје, да речеме, и врз психолошката состојба на овие лица. Ајде кажете ни за почеток какво е вашето искуство со третманот или работата на лицата со мултиплекс склероза? Па, можам да кажам дека работам со лицата заболени од мултипла склероза уште од септември 2020 година како психолог, од Националното здружение за МС. И искуството е на вистина, мислам за сите овие 3,5 години колку работам со нив, искуството е дека ако пред тоа не сме биле сигурни дали е навистина и колку е навистина потребна таа психолошка поддршка, се уверивме, во овие неколку години, дека навистина е не само потребна, туку неопходна психолошката поддршка за овие лица. Колку е значајна и колку им го олеснува животот, со една ваква диагноза. Бидејќи, како што и вие рековте, диагнозата на МС е фактички се работи за хронична прогресивна болест, потенцијално доживотна болест, каде што настанува неспособеност. Може да настане неспособеност, физичка заради различните форми, така. Но има и различни форми. Таа болест го напаѓа централниот нервен систем, односно миелинската обвивка на нервните клетки, во мозокот, во рбетниот мозок и во оптичките нерви. И заради тоа има различни симптоми оваа болест. И она што е најкарактеристично, да речам, за МС е дека различни луѓе имаат различни симптоми на болест. Значи, не само што има различни форми на болеста, има неколку, зависно од тоа колку е прогресивна или не формата, но има врз основа на тоа и различни симптоми. И манифестации, предпоставувам. Кај нема двајца луѓе скоро кои што ќе имаат ист тек на болеста и сосема исти симптоми. Дури се смета, велат во литературата, ако имате и сестра близначка која што го има ја има истата диагноза, текот на болеста кај двете ќе биде различен. Со оглед дека во литературата наоѓаме податоци дека ова заболување ги таргетира лицата кои што се, да речеме, од 20 до 50 годишна возраст, па е некаде и 40, можеби сега со современите диагностики, предпоставам и начинот на третман се поместува границата, возрастна граница. Кажете ми, зошто е значајна психолошката поддршка, зошто е битно овие лица да имаат и ваков пристап, односно да имаат помош и од стручно лице? Лицата, како што велите и вие, оваа диагноза им се случува најчесто, се открива во најпродуктивниот период. Така, тоа е нека рана младост, каде што пубертет, се формира личноста, затоа и прашањето зошто е битно. Или во некои, да речеме, на кај средни години, 30 и нешто, 40. Секоја таква доба си носи своји проблеми. Кај млади луѓе, бидејќи дури долната граница се намалува на 16, на 17, на 18 години се случува, така да кога е млад човек може да се уште го нема завршено образованието. Имаме
студентки и студенти кои што се уште се на факултет, кои што се уште ги немаат остварено тие образовни цели во својот живот. Луѓе кои што се на почеток на својата кариера. Да. Понатаму тоа е период кога луѓето сакаат да создадат свое семејство, репродуктивниот период. Баш го зафаќа и го таргетира тој период каде што лицето и се развива како адолесцент и како млада личност, кога се формира практично личноста. И тоа сакам и сега наредно да ве прашам, значи кои се најчестите симптоми, причини поради кои што лицата со мултиплекс склероза се обраќаат кај вас? Значи најчестите физички симптоми што ги доживуваат луѓето со оваа диагноза се, да речеме, еден од најчестите први симптоми е пореметување на видот. Така. Или слабост, значи се случуваат тие двојни слики, диплопија наречено медицински, може потоа да болки во одредени предели на главата, вртоглавици, губење на пореметување на равнотежата, слабост во мускулите, може да се јави хроничен замор, значи тие се едни од почетните симптоми и сите тие фактички врз основа на тие симптоми почнуваат да ги вршат испитувањата и така се доаѓа до диагнозата. Воопшто не е лесно да се диагностицира мултипла склероза, бидејќи немаме конкретен причинител во литературата, се посочува генетика и различни биолошки фактори, меѓутоа да речеме е мултифакторијална причината поради која што може да се јават. И се смета да речеме дека од 6 месеци до 2 години пред воспоставување на диагнозата најчесто се случува некаков стрес кај овие лица, некој поголем стрес. Да, стресот како еден од иницијалните фактори. Еден од најважните фактори што придонесуваат не само за настанување на болеста, туку и понатаму стресот е фактор број 1 што придонесува за влошување на симптомите. Така, да. Односно доведување до тие така наречени релапси, кои што после можат да доведат до прогресирање на болест. Значи, што се случува кога на лицата со МС им се воспостави една ваква диагноза? Тоа сакав да ве прашам сега, значи нивната психичка состојба или психолошка, да речеме, каква е, зошто тие бараат помош од вас? Се случува, да... И колку е значајно, тие, да речеме? кога ќе ја слушна диагнозата, еден фактор е тоа што не се знае доволно за мултипла склерозата воопшто, не само кај нас, него и воопшто во светот. Самата болест е се уште недоволно позната дури и во медицинските кругови, бидејќи не се знае точно од што настанува. И не се знае, значи, симптомите се непредвидливи, тоа е исто еден голем фактор, што ја отежнува ситуацијата. Да, има најразлични симптоми и не се знае, не можеме да кажеме кога ќе се појават. Третманот не е таргетиран, односно сепак третманот оди кон насока да се подобри состојбата и да се спречат тие релапси, односно да се намали прогресијата. И кога човек ќе дојде во ситуација, да слушне дека има таква диагноза, фактички како целиот живот да му се свртува наопаку. Така, како да му се руши целиот свет. Се руши баш целиот свет. Кај млади луѓе, сите цели што си ги поставиле, како се замислиле за себе. Кажете ми некои примери, например, кога доаѓаат кај вас, како например, кога се работи баш за млади луѓе на 20 на години, 20 некоја година, кои што се уште се на студии или на магистарски студии, значи си имале поставено за цел да завршат тоа, да мислеле на кариерата, што ќе работат утре. И сега добиваат една ваква диагноза, каде што им се кажува дека ова е прогресивна болест, дека ќе имате доживотно, најверојатно, дека постојано ќе треба да примате терапија за да не дојде до влошување и така натаму. Сега колку и да денеска знаеме дека постојат третмани, постојат терапии за МС, не е како порано што било. Апсолутно. Сепак, значи, денеска и лекарите убаво им објаснуваат на пациентите дека не се работи за смртна пресуда, не се работи за нешто што обавезно ќе заврши лошо со негативен исход. Туку може да се живее нормално. Може да се живее и може прилично нормално да се функционира. Благодарение и на соработката со вас по однос на тоа дека им давате и поддршка. Но сепак, знаејќи до што може, луѓето ќе
земат ги читаат на интернет и ќе прочитаат се и се што таму. Апсолутно. Тука им 21 препорачуваме век, литература достапна од Да. секакви извори, дури непроверени, па нели некогаш малку да. Тоа сакав да Затоа сите тие прашам. информации треба да се Ето така, проверуваат какви се со својот условите лекар, во- со психологот, со Так. другите помагачи. Какви се условите во нашата држава во однос на тоа да се формира и да се работи во однос на психолошката поддршка со овие лица? Па еве, Вашата соработка, сакам да кажам, и со институциите, и со стручните лица, со лекарите. мислам дека еве Националното здружение за МС најде средства за да им обезбеди психолошка поддршка на своите членови, токму заради тоа што таа психолошка поддршка не им е обезбедена од здравствениот систем. Така. Значи, не дека не постојат психолози и на клиниката за неврологија и воопшто на другите клиники што можат да прискокнат во помош кога треба, меѓутоа Треба да еден се менува, континуитет. треба да се менува Так. ставот. Значи, Так. кај секоја хронична болест, кај секоја потешка болест е потребно и самите лекари да му Насочат препорачат, да го насочат пациентот, пациентот да речеме, дека да. покрај медицинската терапија е добро да разговари со психолог, што е на запад нормално, да речеме. Значи, таму има Так. во социјалното им И е обезбедено, прифатено. да. Општо прифатено. Значи, веднаш им препорачуваат, нели, и разговор со психолог. Така. А не само, да речеме, мислам дека кај нас се уште во Постои здравството она стигма и бариера, нели, постои кога ќе ви стигма, кажат дека да. треба да одите, да речеме да имате некое психолошко советување и веднаш, да речеме, еве конкретно за лицата со оваа диагноза, тие веќе се соочуваат со еден удар Така. врз сопственото, да речеме, личност, меѓутоа кога ќе ви речат дека треба да одите на психолошко советувалиште, се уште иако сме модерно Така. доба, има стигма, па како јас сега ќе одам, нели најчесто е тоа, одам по психијатри, па сега уште и ова ли ми фали, меѓутоа Сепак е тука добро сме што за да последниве објасниме, години, тоа од така. короната, најмногу од короната наваму, тоа почна да се менува, Ете така. за среќа. Зошто е психолошка Меѓутоа, поддршка? еве, се уште, мислам дека и лекарите до некаде се снебиваат баш заради тоа дека да не ги потресат уште повеќе пациентите ако им кажат дека е добро да одат и на психолог. Така. Но имаме многу позитивни искуства и јас се надам, имавме еден проект неодамна Одлично. со караван, имавме караван, одевме низ неколку градови за да ја објасниме таа психолошка поддршка и за да оформиме групи за поддршка кои понатаму би се одржувале, дали физички, дали онлайн, ќе видиме како ќе оди. Има различни начини сега и на соработка со лицата и едноставно оние кои што се уште нели да речем се чувствуваат недоволно сигурни да пристапат Така, кон значи за да можат, за да советување. сватат луѓето дека е потребно да ја прифатат секоја помош што им е на располагање. Така. А психолошката помош членовите на здруженијето ја добиваат бесплатно. Тоа е најдоброто Тоа е нешто. најдобрата опција. Тука некаде би сакала да да го вметнем и тоа дека практично тоа е и ваша некаква порака за крај на овој наш подкаст. Па еве една порака до лицата што имаат МС, До членовите на сите, здруженијето и така. до сите, нели, До воопшто сите лица што со не гледаат. хронични болести, дека е добро, значи да гледаат да се информираат доволно, да гледаат да ја користат сета помош што им е на располагање. Значи Националното здружение за МС има многу работи што ги овозможува на нивните членови и на членовите И на на нивните членовите на семејства. блиското семејство. Така да сето тоа е нели во прилог на зголемување на квалитетот на нивниот живот. За луѓето да сватат дека и со МС, и со таква една диагноза може да се живее нормално и Дека може да се не е живее трагично, квалитетно. дека може да се функционира практично и за лицата кои што се заболени од МС, меѓутоа и за лицата кои што нели си имаат и да И како речеме некои што- други форми на заболување. Како не што само вели еден стручњак МС. за МС, вели дека е добро, ние сакаме вика да ја направиме МС, мултипла склерозата, да биде здодевна болест во наводници. Така. Како што е диабетесот, да речеме.
Така. Диабетесот пред Имаме еден нормален начин и поглед на да, тоа. значи пред знаеме неколку дека може генерации да се можели да се контролира. умирало од диабетес. А денеска ние не можеме ни да знаеме дека е некој диабетичар. нормално функционира. Освен има ако не знам достапност на седнеме и терапија. јадеме нешто благо, па он ќе го одбие благото. И Да. така ќе го знаеме, иначе друго ништо не се забележува. Одлична порака за крај. Јас ви благодарам за денешното гостување и се надевам дека на сите наши гледачи им отворивме, да речам, едно поле, една друга перспектива и поглед кон тоа што значи и колку е значајна психолошката поддршка за лицата заболени со мултипла склероза. Благодарам и на вас. Благодарам уште еднаш.